Иџет Мемети и Наке Георгиев се само уште еден доказ зошто довербата во македонското правосудство е рамна на статистичка грешка. Првиот веќе е слободен, вториот се договори за 3 години казна затвор без судски процес. Условната казна за сега веќе до вчерашниот член на Советот на јавни обвинители и преговарањето на Врховниот судија за ваков високопрофилен случај покажува дека клиентелизмот и корупцијата остануваат најголема рак рана на судскиот систем. Адвокатот Драган Пешевски за Алфа вели дека проблемот доаѓа кај пониските ешалони во правосудството, кај кои можеби постои страв да ги гонат оние над нив, што во случајов се Иџет Мемети и Наке Георгиев. На она што се збореше со години, сега е веќе и пресудена работа, рес јудиката, односно рибата смрди од главата. Се види дека највисоките структури во судството и тоа како влијаеле на она да довербата во судството е на ниво на каква што е, односно на статистичка грешка. Адвокатот Јанаки Митровски за Алфа вели дека ова само ја покажува катастрофалната состојба во правосудството, односно привилегиите кои ги имаат политичките и економски моќници, а ги немаат обичните граѓани. Постојат двојни аршини, односно дека се постапува на еден начин за обични смртници, а се постапува на сосема друг ултрапривилегиран начин за сосема други, за вака политички моќни личности како или економски моќни личности како што е Иџет Меджити. Сепак оваа спогодба на Мемети со обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција може и да падне. Според Митровски, судијата на претходна постапка може да не ја прифати и го повика да го стори тоа, со цел да се покаже дека моќниците треба да одговараат пред законот. Судијата на претходната постапка со ништо не е обврзан, формално обврзан да прифати оваа спогодба ако смета дека санкцијата е несоодветна. Не знам кој е судија на претходна постапка и ако тоа веќе не е завршено на брзина денеска, навистина апелирам тоа да не се прифати. Дека политиката има замешано прсти во оваа спогодба покажува и тоа што прв човек на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција е Ислам Абази, сосед на Али Ахметиот Зајас и човек кој можевме да го видиме на фотографија со братот на лидерот на интегративците Фекри Ахмети. Мемети пак важи за близок до Дуи. Пешевски вели ќе биде многу тешко да се исчисти правосудството од блиските на сега веќе опозицијата во албанскиот политички блок. Дуи одамна го зборам дека е метастазиран канцер во македонското правосудство, ги имаше расширено пипците на секаде. Ќе биде ѓаволски тешка задача да се исфрлат полека и да се исчистат од сите органи. Мемети призна дека сторил кривично дело примање награда за противзаконито влијание и по спогодбата со обвинителството за гонење, организиран криминал, доби условна казна од 1 година и забрана за вршење должност во период од 3 години. Во овој случај првоосомничен е Врховниот судија Наке Георгиев, кој што е во притвор. Заедно со Мемети му ветувале екс-градоначалникот на Ново село Боро Стојчев дека за 10.000 евра ќе му помогнат за поблага казна за истрага за производство и продажба на марихуана која ја водеше обвинителството на Абази.